Денес го одбележуваме 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, прогласен од Организацијата на Обединетите нации со цел да ги поттикне земјите во светот да создадат инклузивно општество и пристапност за сите. Овој ден во себе носи длабока порака на почит, еднаквост и човечност. Особено сме горди што оваа година овој ден можеме да го одбележиме за прв пат во просториите на нашиот дневен центар. Дневниот центар започна со работа од пред само неколку месеци. Уште сме на самите почетоци, се уште имаме прием на нови членови, односно нови корисници. Моментално имаме околу 20 корисници. Пополека се приближуваме кон посакуваната бројка и со тоа ги развиваме и унапредуваме и услугите. Се разбира дека секој почеток е тежок и сите заедно учиме едни од други, се адаптираме, се трудиме едноставно на најдобар можен начин да ја организираме работата во дневниот центар, се со цел децата да добијат соодветни третмани и квалитетно да го споминат своето време. Од стручен тим имаме вработени логопед, 2 дефектолози, психолог и негователи кои што се грижат за да ми ги задоволат сите основни потреби на децата од аспект на терапија, професионална поддршка, како и од аспект на нега која децата треба да ја добијат во текот на денот. Низ годините морам да кажам дека ова е еден малце поспор процес. Впрочем и во целиот свет е се уште процес, затоа што целиот свет се уште се труди да обезбеди услови и да ги интегрира на соодветен начин лицата со попречености. Во ниедно општество нигде не е совршено, па не е ни во нашето. За околу моите активности од пред 4 години до сега, можам да кажам дека општина Охрид ни даде една огромна поддршка. Тие имаја огромен слух, градоначалникот, сите советници за нашите потреби. Кога ќе погледнам наназад, пред 4 години на 3 декември имавме презентација во големата сала на општината пред советниците и градоначалникот, каде што ги изнесивме нашите проблеми и тогаш само зборувавме дека имаме потреба од дневен центар, место каде што ќе одат децата, каде што ќе се интегрираат, затоа што нема каде да одат. Тогаш тоа беше слушнато, разбрано, прифатено. Можеби и не очекувавме дека толку добро ќе ја прифата таа идеја. Се уште се сеќавам на советот на општина, затоа што советот требаше да даде одобрување на идејата, кога претседателот на комисијата кажа дека ова е многу амбициозна идеја, дека тие ќе дадат поддршка затоа што ја препознаваат потребата. Меѓутоа имаат малце сомнеш како тоа ќе се реализира оваа амбициозна идеја. И еве сме 4 години покасно тука, нашата идеја амбициозна во тоа време реализирана. И огромна благодарност до општината што го избра здруженијето за да ја спроведува оваа социјална услуга. Дневниот центар се разбира општински, меѓутоа здруженијето ВОПС ја спроведува услугата. Можам да кажам дека ние се уште остануваме амбициозни. Имаме уште многу работи кои сакаме да ги реализираме и да им го олесниме, да го разубавиме животот на лицата со попречености во Охрид и што е можно повеќе да придонесиме за една вистинска инклузија и да им обезбедиме што е можно повеќе соодветни услови за нивно нормално функционирање. Се разбира дека имаме уште многу што да направиме и што да сработиме и што да работиме за овие лица, затоа што општеството ни е развиено дотаму докаде што е. Мојата порака до сите е да дадат поддршка на овие проекти кои се однесуваат на вклучување на лицата со попреченост, затоа што секое лице има право да ги развива своите потенцијали, меѓутоа треба да се создаде соодветна средина каде што тие едноставно ќе можат да процветаат.